следите новото издание на подкастот со Ана на ти. Денеска мој гостин дечко ќе го наречам, кој што мене ми е лично школски време. Петар Младеновски, пеца, фронтменот на Супер Хикс, човек кој што е некако сестран. Че не ли дечко? Како човек се? Дечко. Дечко кој што е? Добро. Дечко кој што е сестран, кој што не знам со што не се занимавал веќе во животот. Меѓутоа, генерално ако мораме да те представиме, ја би рекла уметник. Може? Па не знам, вообичаено ме пишуваат како музичар. Ама уметност е... знам да ги искарам во некои гостување, да речем, не бе, можам подпишете ме како професор по руски јазик и книжевност. Што нема блага врска со она што го работам практично во животот. Ама многу ми интересно, знаеш, кој е професоре. Не, бе молам со професоре, обрагете ми се. Па ништо професорот го имаме денес. Па види, ако имаме кај нас академици кои што сами си ја штанца таа титула академици у соседни држави, зашто да не, знаеш, како доктор Неле Карелич. Да. Не е лошо тоа, може будина да се представуваме како академик. Кој тоа ќе докаже дека ја не сум академик? Да, ама изошто сам своја академија имам дома. Што се по тоа? Па така завршив. Па више дека и тоа станува можно кај нас. Професор доктор академик Петар Младеновски, уметник музичар. Лингвист. Да, се. Новинар. Не знам. Добро, што новинар не сум додуша, никош не сум се. Не се чувствуваш како новинар? Не. Не можам, затоа што постои струка која што Добро. И професионално калење во таа насока која што за кој што некои луѓе си одвоиле години и години, јас повеќе би се нарекол можеби водител на одредени емисии или теми отколку новинар. Новинарската професија бара многу повеќе од само од водителството. Така. Не река не сум се занимавал можеби со новинарски работи, испитување, истражување, нели подготвување така натаму, меѓутоа не се сметам за новинар. Добро. Навреда е како да кажам, ако да рече некој музичар сум, не пипнал гитара во живот. Мислам, не научил нешто од таа сфера, така што... Добро, скромно и реално ми се допаѓа. Па така е. Кажи ми, ако одиме вака некако ретроспективно наназад, прво што те интересирало во животот онака, баш кога си бил мал? Беше посебно дете, беше дете кое што знаеше да препознаеш што му се, или како сите така и ја? Јас бев белјаджија како мал. Се сеќавам на една реченица што ја кажав на мајка ми, имаше нели она што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, и моите први желови беа да бидам функционер. Океј. Да, ова прашува мајка ми, ќе ти каже да ги поздрави моите, да чукнам во дрво да ги служи здравје и така натаму, меѓутоа добри се. Што сакаш да бидеш функционер или заменик председател или директор? Тоа е тоа. Нели е тоа најдобрата опција денеска, затоа што мислам дека заменикот сепак, гледаш како од старт сум го живеел тој македонски момент да одговорноста не падне на тебе. Тоа е супер интелигентен одговор. Па заменик, директор или председател, затоа што председател секогаш ќе го крка за било која за било која лошо направена работа, меѓутоа заменикот ќе биде некако, знаеш. Така што гледаш од старт сум се оградил од... И како излезе музичар на крајот таму? Не знам, види, имаме во фамилијата доста длабоки музички корени од страната на мојот татко, од кратовската страна. Моите чичковци сите свира, мојот покоен чичко Трајче беше професор по музичко во кратовската гимназија. Сите го знаат како Трајко Моцарт. И ден денес ми приоѓаат негови ученици, има оставено добар печаток и така натаму музичките секции и слично и практично во Кратово со братучет ми Игор, мислам дека ми се случи првите обиди да свирам на електрични гитари и на тоа беше некакво дуо, се зезавме, јас пробав да свирам басто и гитара. Има во гимназијата појачала засилувачи, тоа што го нема кај нас, да речеме, треба да го има по мене. Треба да биде еден предизвик и тоа некој раководство на Министерството за образование да го прифати како такво, бидејќи мислам дека тие секции се запоставени начисто во училиштата и драмските, музичката секција кај мене во тогашно 29 ноември или денесно во еден Чернодински беше едно од најдобрите во градот. Јас бев дел од таа секција и секоја приредба, дали беше патронат 11 октомври, 29 ноември или што, ние свиравме 3 акорда. 11 октомври, знаеш, CDG. Ма еден куп музичари излегле баш од тие секции. Не само тие секции, првите бендови беа формирани во тие секции и така се развиваше таа една култура. Тоа веројатно е несфатливо за многу луѓе денеска, меѓутоа тоа беше една цела култура, една цела сцена која што подоцна
даде многу бендови, многу интересни музичари на овој простор. И практично од таа страна имаме сите една музикална жичка. Мојот татко бил и актер во Кумановскиот театар професионален и така натаму. Значи имам една таква, мојот покоен брат беше ликовен уметник, така што имам една уметничка линија која што продолжува да Заврши средна школа на времето Борис Кидрич, сега Васил Антевски. Не, во наше време уште го сменија називот, немој така. Да, у наше време го сменија, да. Прва, втора кога дојдовме веќе беше сменет. Не, прва практично кога дојдовме веќе беше Васил Антевски дрен. Знаеш дека уште Борис го викаат? Уште го викаат Борис. 12 класа бевме и 100. После тоа 13. Да. Ја мислам дека 90% од луѓето не ги знаев. Да, па не можеш да ги знаеш. 7 бевте економски, ние бевме 5 правни, ние бевме 12 тамо на крајот со довецето. Да, и не можеш да ги видиш сите. По 40 души ние сме биле, значи колку е тоа 500 луѓе во генерација. Машала. Многу луѓе. Ама и денес кај држав една работилница таму. За електрични тротинети, и тоа поживо го прави и за здрави навики едно предавање во салата. Ништо не е сменето горе долу. Да. Мислам дека имаат нешто. Таму имаат некоја музичка секција, тоа ме изненади многу. Да. Со директорката, не знам дали е се уште актуелна, меѓутоа кога разговарав ми рекоа, сега имаме музички секција, викам, во наше време немаше ништо. Реално сега да збориме. Значи беше фокус на правни предмети. Да. Кај тебе беше веројатно економика, сметководство. Тоа не ми беше мене предмет, ама знам. Не, мене ми е како траумите останаа. Страшно, нели? Мене ми е бришан простор, ето не памтам една бројка, една буква. Ја морав да поправам единици, па кога ги поправав единици, морав да го учам цел предмет. И знаеш ли дека тоа ми даде здрава основа да ја бидам после тоа добар студент. Да. Знаеш по која логика? Политичка економија добивам, кец, така? Да. Или статистика. Да. Или што имавме таму па имавме ние економија и судски постапки и така натаму. И сега добивам единица и ја морам да го поправам тоа да добивам двојка на крајот на годината. Да. За да поприш двојка нема учење една лекција две. Учиш цел материјал. Да. И ти учиш цел материјал и добиваш двојка. И практично така некако ги препливав тие години. На крај ми се закануваа со некоја единица, ама среќа отидов на матура и завршив. И отидов на факултет на руски јазик и книжевност и јас сватив дека мене тој принцип многу ми одговара. И ја почнав да добивам 9-ки, 10-ки. Давај кампањско учење. Татко ми викаше до кај си втора, ја викам апсолвент сум, не сум. Знаеш, не му се веруваше дека дека сум стасал до таму. Едноставно тој принцип на тоа кампањско учење или обемно учење одеднаш, знаеш, ми помогна понатаму да и вака звучи лудо. Меѓутоа на пракса, во пракса јазиците ги учевме вака, а теоретски предметите, па и психологија, педагогија имавме така натаму си ги учев без проблем. Знаеш, ќе седнам 2 недели, не спиам по цели ноќи и ги полагаш од 9-ки, 10-ки. Така и јас правев. Современ македонски имав 9-ка и 8-ка или 2 9-ки кај професор доктор Стојка Бојковска. Кај неа да добиеш 9-ка беше стварно како да си докторирал на Харвард. Ете. Па нема цели генерации паѓа. Значи погрешно акцентирање, влегува ученичка, вика студент, вика добар ден, а излегој. Толку. Па добар ден не е добар ден. Знаеш, и тие се моменти што ние ги подзабораваме малку вака и во јавните настапи. Не малку, многу. Малку повеќе, меѓутоа, знаеш, јас се трудам да говорам литературно македонски. Ти успева? Абе не секогаш. И мене не. Не, некако по службено беше постегнато, знаеш, своевремено. Било каде на интервју, некако мислам дека неформалните формати на медиуми веќе направија, ги гледаме новите подкасти, тука немаш ти не се ни трудат да разговарат, зборуваат со уличен жаргон и така натаму. Добро, тоа веќе одење во крајност, меѓутоа дека дозволува така малку поопуштено да се разговара, да. Меѓутоа, ако сакаме да звучиме правилно, така баш како професорката што барала, тоа што треба така да зборуваме и секој ден. Ама и дома треба да влијаме. Знаеш, деца кои ќе ги чуваме 2 пенкали дај ми. Или два како беше сега со двојнава. Не е важно, многу примери на. Ама не само тоа, англицизми, скролни го тоа, ќе скипнеме ова. Ќе скипнеме, да, форвардни. Да. Форвардно? Не знам. Ама тоа е тоа. Релейтни го. Не се релейтнувам јас ова. Лудило е тоа мислам дека. Да. Погрешно, ама еве пред подкастот го правевме моветот за AI и за GPT, како да се не го користам, тоа чудо, нешто го избегнувам.
Меѓутоа не чека светла иднина со тоа чудо. Моje може ќе каже некој конзервативен сум ваков таков, ама не ми дело дека сме на прав пат да ти кажам со тие алатки. И па как? Ке не смени скроз, ке не одминат сите, и музичари, и артисти, Ама и дизајнери, и Се, еве една професија што не може да се замени, не постои, се може да се замени. проституција можеби, не знам. Ако се рачуна за Па. легална. Ки измислати за тоа? Ки измислати за тоа нешто? Сигурно. Па, хајде да видиме на кај ќе се движи, ама не ми се допаѓа. Не е добро, не е. Не ми се допаѓа се почесто и еве имавме ситуации, ги споменавме и по младите генерации, знам ситуации на мои пријатели полагајќи матура падна стотина ученици. Беа фатени дека имаат истиот текст на матурата. Океј. И што испадна и признаа на крај, тоа беше уште пред некоја година, до сега докаде е отидено. Ехе. Така што the future is not very bright, што би рекле русите. Да. Да, и It's not very bright. ќе видиме на кај. Добро, за иднинава е неизвестно секогаш е, нормално. Колку и да е добро или лоша околностите во кои што живееме, неизвестно е. Така е. Меѓутоа, минатото, како тебе минатото те оформуваше? Средно школа. Ајде еве средно школа. Имаш убави спомени или онака ти е период кој што не би сакал да ти се врати? Јас ние дружевме неколку кумина во класот и генерално од луѓето со кои што јас дружев од Борис беа тоа луѓе Борче практично таму го запознав. Да, Сум да. преку други кругови, преку дружење со бендови, меѓутоа Борче беше во Кецот, економскиот, првиот смер. Јас бев во 12-ката. Да. И беа ретки луѓето кои што слушаа реално рок н рол или имаше пар металци, имаше, не знам, 2-3 Многу панкера, ретки. многу ретки. Претежно беше минка школа, сега да не се лажеме. Така. Требаше да се носи нели оваква марка, онаква марка, студени нозе се слушаа претежно. Бенато се носеше. А да не го спомнам, не ги реклама да им правиме. Не кажи го. И така натаму. Систи. Си, да, Ти текнува, тоа беше, ја имам еден блузон систи, да река, ај сега нешто ја рок н рол, ај морам да бидам тренди. Да, не мораш да се Тренди, уклопиш. гледаш, ние почнем. Да. Имав и такви некои, обично претходно марки не носев, знаеш, тоа маце беше сега по-фенси, беше по-шмингерска школа. Да. Кај Борис она што ми остави, што ми помогнало веројатно една дисциплина која што имаше таму, која што сега не знам во кој училиште има, меѓутоа Борис беше многу строго. Јас во втора година на полугодина мајка ми доживеа шлог на родителска, имав 4 единици заклучени и укроп пред исклучување. Бев малку не бев обожувател на математика, иако имавме кај популарниот професор Мирча Оспух. Не беше тоа нешто занемарливо, беше математика. Кој учеше Борис? Никој. Ама никој. И до трета имавме математика, меѓутоа јас тоа не можев да го тој предмет некако не можев да го сварам и имав многу изостаноци тука, знаеш. Многу се плашев од таа математика. И мајка ми дојде и удри шлог и од тогаш се сменија многу работи во мојот живот. И почнав да учам по-сериозно, поправи се, поминав многу добар таа година, дури со петки неколку и така. браво. Петка имав уставно право, мисля, че некој професор од Владо. И на крај некако ја одржав таа дисциплина која што веројатно ми помогна многу понатаму на факултетот. Меѓутоа во однос на дружбите и на беше огромна школа, едноставно беше па и ти сама знаеш, таму беше невозможно ние да се дружиме во некоја поголема група. Секој си беше во својот клас. Да. Овие се правните, овие се осумка, овие се кецот, овие тројка. Не се мешавме. На екскурзија бевме милион луѓе, нели Десарет кај славевме таму полуматура. И тоа беше тоа што се однесува до неколку луѓе дружба и тоа беше тоа. Не бе влюбител на тие стручни предмети ни случајно. Искрено, до мој аспект мислам дека ми беше промашано средното училиште. Во средното музичко не можев да се запишам бидејќи немав нижо, немав основа. Да. Нешто размислував за ветерина. Чуваме животни ден денеска, па некако имав желба и за тоа, па некако тешко, па далеко било, не знам кај беше во Драчево училиштето и така натаму. Да. И се откажав и некако кумот мој Дарко Јаневски ми отиде во Борис, викам мајде, зеко доаѓам јас со тебе. Ти исто беше. Да, и понатаму во однос на оформувањето практично тоа е период во кој што ние започваме со бендот. Значи тоа е втора, трета средно некаде и тука можам да го запечатам како период на мојот прв посериозен музички ангажман, ајде да кажеме и оформување на бендот Суперхикс. Да. Меѓутоа тоа со училиштето мислам дека многу нема врска. Тоа беа некои дружби од таму и потоа се пренесува на улица што се вика и во пробувалните каде што правиме проби, а тоа беше кај Зоран Жежов Кечов до средното уметничко училиште, тука му се наоѓаше подрумот. И тука беа тие дружби. Понатаму дојде факултетот и искрено ти кажам се запишав на факултет, знаеш од која причина првенствено. Тогаш се служеше уште војска.
Да не идеш во војска. И не оти до војска? Јавев антимилитантно расположен, никогаш не сум го сакал тоа. Може би од денешен аспект, вака како ме прашаш, ми требало некој месеци вака за младиве, некој месец обука за одредени работи. Меѓутоа, знаеш, уште нас тоа Југославија не плаша со тие леле година дена, брат ми покоен служеше во Крушевац, тоа беа тешки периоди, знаеш, отсуства, неотсуства, така натаму. И едноставно не сакав да одам и беше актуелно во тој период на приговор на совест и текнува кога почнаа одредени земји да го применуваат како такво, да доколку твојата совест не ти дозволува, односно ти налага да ти не сакаш да држиш оружје во рака и не знам што, да не служиш војска. И го искористивме тој момент, се донесе тој закон во собранието да се служи цивилно војска, па така Петар Младеновски служеше цивилно војска на неврологија и на кожно. Што збори? Да, и тоа се Добро, ама јас си го истрошив кредитот до абсолвент. Во рекордно време ги дав 4 години на факултетот. Ми останаа само 3, кај нас немаше дипломска работа, имаше 3 семинарски пообемни. Руска литература, методика и методологија и руска граматика или книжевност. Да, литература. И ми останаа тие и ги влечкав, знаеш, него како абсолвент и на крај почна луѓе да кажуваат, абе не е страшно и тука беме на цела генерација, да ти кажам, на клиника Франц беше од нокаут, Неле беше тука, Неле К. Еден тон музичари, Вичи од Далтонс, беше мој колега на кожно, Перо, адвокатот сега познат, кој што ми беше исто колега, да речеме. Колега, бевме на врата и не пуштавме посетели, пуштавме. И дури се случи еднаш, ја бе втора смена, да дојдем овие да ги најдам и Степани. Двајцата. Па доошто некои сакале на посетот, не ги пуштале, им рипнале 10 луѓе, рипнале доктори. Неврологија е посебна клиника, таму се случуваат секакви работи, јака им душа на тие луѓе, секоја чест за тоа што го работат. Тоа е едно од најтешките одделенија во однос на луѓето кои што се лекуваат, најтешки за работа. И доаѓаат нервозни посетители и ти треба да ги одбраниш, а ти глумиш обезбедување, обучен си нула за тоа и ножиќето да ги изедеш и тоа за среќа ја го избегнав. После на кожно бев, таму ми беше полесно. И можам да кажам дека тој период од животот и до негде сум му благодарен што ми се случи, бидејќи имав доста познанства, без познанства кај нас, знаеш дека во јавното здравство не функционира. Не, и запознав прекрасни луѓе и на кожно и на неврологија. И па и од други клиники, горе беше гастро, ми се чини, сега ги знам како сега на памет. И тоа траеше некои колку беше 9-10 месеци, со тоа што морам да признам дека дури и во текот на моето служување на цивилен воен рок, ја бев на турнеја во Словачка со Супер Хикс, така што не беше нешто страшно. Тоа беше еден интересен период 2004-2005 година и така. И потоа ги дадов семинарските. Мислам дека одлично ги подготвив и ги дадов. И кога ми ја дава дипломата професорот Максим Карамфиловски, кој беше декан на филолошкиот факултет во тоа време, и Димитрија Ристевски беше по руска литература, беа тие кои ги даваат дипломите. Прво се чудеа луѓе што го работи овде, бидејќи се нема 5 години појавено на факултетов. И кога ја земав дипломата, најдобро беше ми рекол, ај сега запе нешто. Беа за тоа ли дојдов, викам секој. Ако си глумец, ај нешто. Дипломиран професор по руски, на руски или како? И тоа, дипломирав, за жал никогаш не работев со таа струка, иако рускиот ми е... Жал ти е за тоа? Види, жал ми е затоа што сакав да имам некакво искуство, знаеш. Меѓутоа, тоа беше период, ја дури полагавме во АСУЦ методика и методологија. Методика практично требаше да одржи час во едно од училиштата каде што беа прилично недисциплинирани ученици. АСУЦ беше хардкор во тоа време, пред 20 на години. Сега веќе работите се сменети. Меѓутоа, успеав и го положив со нешто 9 ми се чини часот. Меѓутоа, предавачко искуство или професорско немам. За жал, повремено по некој ангажман, малку ја губам и таа динамика на користење на рускиот јазик, бидејќи немам често конверзации и комуникации. Тука и таму имам, ама се заборава лексиката, иако го владее феноменално. Можам сам да си признам, да си давам признание. Да. Бев дури на летни курсеви во Москва, на институтот Пушкин, кој што е на најките во светот за јазици. И ништо тоа на крај. Па добро се. Еден стих имаме во Маша Машенка песната и тоа е. Професоре, тоа. Не, едноставно нема, види, може би во некој приватно училиште да се обидам да држам некои часови, може би не дека сум немал понуди да се вклучам во оној превод, симултан превод полека да го научам и тоа, меѓутоа не ме повлече. Ми се случи бендот, ми се случи тој успех со Супер Хикс тогаш и ангажманот во радио
Да. Ти малку подоцна дојде да јавев на почетоците во Лайф радио. Да. И Да, ти беше баш на почетоците. Претходно имав едно искуство во Радио Равел, па Радио Лайф, па Радио Урбан, па потоа бев кратко во Капитол FM и така имам, радиото ми е едно, како да кажам, една љубов која не престанала. Се надам дека пак ќе ми се случи искрено. Да, нема подобар медиум од радио, да не се лажеме. Да не еднаш супер ако си си подкастиве, да. супер и телевизијата, ама мора се да личиш на нешто, макар малку. Ма не само тоа, не знам, магијата на радиото нема врска и да е од женски аспект и да се дотераш да отидеш, не е проблем тоа. Најмал проблем е се средиш камера. Нема кој влегол у радио, тоа е нешто. Има една магија, има една Тоа е интимна нешто магија. друго. Да. Буквално си во еден разговор, во една супер атмосфера, си местиш сам плейлиста на музика кој што сакаш да слушаш. Тие музички паузи се многу интересни. Да. Интермеца и така натаму. Па нова музика, па нови песни, па преслушувај, па колку е добро ова, па колку е radio friendly. Биди, сега тоа малку е подизгубено со сите овие музички подкасти, радио, стриминзи и така натаму. Сега веќе слуша секој што сака, знаеш, изборот е преголем, меѓутоа во тоа море, моја 1000 пати сме го зборувале. Да. Во тоа море на информации малку и се изгубивме, знаеш. Имаш Spotify, имаш Deezer, имаш подкаст инкубатори кои што и генератори кои што ти даваат милион, оние само аудио подкасти кои што можеш да ги слушаш со часови, И тука некако малку се изгуби таа магија, меѓутоа мислам влијанието на радиото, да речеме. Video Kill the Radio Star, сега како ќе биде подкаст Kill the Radio. The Radio Star. И се уште се слуша радиото. Се слуша, знаеш како се слуша на специфични места, се слуша во кола. Да. Се слуша не знам на викендица ако си негде, го нема она и го нема она, знаеш, македонско радио на времето, недела, па сите слушаат хихирико, тоа лудило. Уморот кој што не можам да го разберам и ден денес сама. Да. Меѓутоа, знаеш, или она спортско попладне, слушаш резултати Вардар, тоа беше посебен момент. Тоа го нема, за жал повеќе. Меѓутоа, радиото сепак си ја носи таа магија, се уште не умира и мене ме недостасува искрено. Да, и мене исто. Ти викам еднаш некој кој што застанал у радио позади микрофон, веројатно е тоа некоја чудна љубов така. Супер медиум. Кажи ми, носталгичар си? Знаеш да на пример на децата да им кажеш ја да ви кажам у мое време, нешто кое што не то скрос не сакаат да го слушаат, ама искуството е тоа кое што не се плаќа со пари, па мора некако да го пренесеш и да кажеш тогаш беше бака и тоа беа убавите страни. Си носталгичар? Она види, сигурно ти имаш такви моменти да скажеш. Например, во моето малово кој што јас сум цел живот во Капиштец, тоа беше малово кое се извидувам, пред зградата имаше минимум по 50 до 100 деца секој ден. Да. И на популарното бетонче, теренот на РК Бетон, кој што сега е паркинг. Нема ништо веќе од тие игралишта. И таму знаеш дека се симнуваш, немаш мобилни телефони, немаш таблети, немаш ништо, меѓутоа се симнуваш, одиш на бетонче и наоѓаш тројца барем. Да. И тука утепуваш пола од денот, се враќаш, викаш мамо, пошто сме на 12 сум, искачува мајка ти кажи, само главата ја гледаш, викаш се враќам за тоа. Добро, дојди за ручек. Кој те гледал? Кој се грижел, кој е какво е вување, какво дремење на телефон. Сега седнуваат четворица и имаш ова. Абе разговарајте нешто меѓу себе. Толку. И тука завршува целата нивна конверзација. И сега како да ним зборуваш дека е подобро, ајде подобро, времето во кое што ти си живеел, во кое што ти си комуницирал на тој начин со други деца. Да, друга била комуникација. Како да ним го пренесеш тоа? Како да не им пренесеш дека немало мобилно, дека не се дремело? Како да не им пренесеш дека чекаш ако имаш двојник тој да заврши со муавет, дигаш он си се разговара. Да, тенџерињата ги однете и ти чекаш да заврши. Па после 20 минути уште дигаш, зимница, Човек двојници имав. Или нема сигнал, па вртиш нула. Им дадов еден фиксен телефон во едно од мејаниве тука низ Скопје, а викам што е ова, знаеш, сега ги гледа тие клипови. Не бе, ти не знаеш вака како стиска, го правеа, не им беше јасно тоа. Да. Се обидувам да им објаснам што е касета, да им пуштам касета, албумите ги чувам, ја не фрлам ништо, ни цедиња, ни па како се вртело. Па како сме ги лепеле со кога си скина. И како ќе ја скипнеш, што би рекла ќерка ми, нема да ја скипнеш, викам, имаш форвард и чекаш, па пушташ да идеш дале таму, а не па враќаш. И така беше тоа, или на плоча, најлесно ќе ја скипнеш, само иглата ја преместуваш и така натаму. И тоа се работи кои што се екзотика, за кои што мислам дека децата треба да знаат и да имаат еден курс за тоа да бидат подготвени за ситуација во која што можеби еден ден нема да има интернет.
Да. Може ќе се деси некоја глобална хаварија. Од кај И знаеме? тоа е ви Што- тоа не што сум правиме? го размислувала. И што правиме ако останеме ете, не знам, имаш еден ден без Мислам вода, дека- Скопје ќе остане. Готово. Леле, готово, па полниме, па ја полнам 20 такви дома ги ставам, леле, ако па како ќе се бањаме, па не викам како ќе се бањаме. На времето беше нормална појава и се им објаснуваш. На времето беше нормално да снема или да нема лифт тој ден Да, до 12 пешки или ова. Да. И фиме тоа несватливо. Не, живееме во едно Удобства. прекомфорно време, ја Да, мислам. да, удобство. Фрижидерот полн. Секој- Па ја објаснувам, знаеш ли ти дека имав ситуација во која мајка ми еднаш донесе, ова е жива вистина, мајка ми еднаш донесе, мајка ми работеше за 14 октомври Крушева, тоа е еден голем гигант фирма и обично на работниците им дава по фабрички цени, ти текнува има оние канти со евро крем и Секогаш им дава, и да. джем. Да, да, И да. еднаш дојдоа мајка ми, татко ми, не знам од каде некој патување, ги донесо и ја викам, мамо, ова што значи сега богати сме? Затоа што евро кремот 5 кило ти не јадеш дома, бе, како да ти кажам. Нема. Или Да, джем. да. Не бе, не, ова уживај сега. Леле, лудило, разбираш, имаш Да, евро да, крем, да. вака да го јадеш без лед. Абе, И имало и јас такви памтам ситуации. баба ми се, не мајка ми, значи баба ми, ти кажам ово одамна, на лепче, на кришка леп, ставаше шекер и ќе го побрска со вода за нити паѓи. Да, па Сум тоа лепи било шекер, деликатес. човек. Па да. Деликат, прегорен шекер на лиџовче си јадала. Како не. Мене татко ми ги правеше тие, кој Да, да. благо бе тоа сладко до дома, не знам, тоблерониња. Каде бе тоа? Не. Тоа купуваш од Грчка и го чуваш 2 недели мувла да фати за да искочиш надвор и да земеш вака коцка и да те видат друга или лименки. Ти текнува дека Да, немаш или немаш. Ја не можам да ми објаснам на деца дека ние во Македонија немавме лименки бе. Нема. Прв пат се појавија во време на Анте Марковиќ и тоа не беа Кока-кола овие продукти кои што се популарни, не знам, модерни Пепси и Да, така да. натаму, туку беа некоја wannabe кола, wannabe оранж. Да. Се сеќаваш на тие Да, бе, првите како по не маркети? сеќам. И Како дојдоа као, не мора да одиме до Грчка. Да, И одиме да. во Грчка, но мора од Катерини се враќаш, од Катерини купуваш и се собира оние лименки, пирамиди правиме, ти Да, текнува празник. И тоа кој ги дојде некој, колку лименки имаш, човече. Сега да не чуе пак ома ке рече како не сме биле Замисли. тогаш. Да. Да ви дојдеме по дома на сите. И тоа беше, како да ти кажам. Многу различно. И се мереше пиење, не знам како било кај тебе. Со мојот брат, покоен Димитар, имавме во Грција кога одевме, ќе се купеше флаша сок, било каков газиран од овие брендираниве, и се мереше буквално со цртки. Кој да кај исто. Шувавте? Па нема шанси. Ти една чаша, една чаша, ти една чаша, една чаша. Се како да ми објасниш на деца Да. што значи ти да бидеш лимитиран во однос Да, на консумација на да, одредени да, содржини или да ги немаш. Лименки не постоја, излегуваш од Грција, умало капиштец и ти пиеш Кока-кола и ти дај бе малце, чема. И му даш вакво или сладолец си купило до нека нога. Да. И текнува, тоа ги Да, немаше кај нас. нога имаше Кај нас беа сладолец. тие снежец, межец и Снежец, после овие да. кога се појавија капри, тоа беше Да. више Лени. повисоко ниво. Да. Така што интересни се тие моменти деца да ги дознаат. Знаеш, малце да им дадеш до знање дека се обидувам цело време да им кажам дека ова што го живеат сега е луксус на некој начин. Сега ги речеш 2025 не треба така да звучи, меѓутоа се обидувам да ги подготвам за не дај Боже сценарио. Затоа што се случува на секаде на светот, Како па и не? ние живеевме во едно турбулентно време во кое што едно време немаше бензин, Да, За оле, возило. стварно пар не пар се возеше. немаше млеко. Се Да. чекаше за онаа кеса ти текна за да го свариш. Да. Имаше такви периоди, значи идеш во продавница, а и тогаш немаш амбалажи, меѓутоа се беше ограничено. Знаеш, пар, не пар, возење, Да, моменти, пар, не тоа е менив сега несфатливо. Да. И не знаеш, тоа историски гледано, не знаеш кога може пак да се случи. Може би не глобално, меѓутоа во одредени региони, Украина живее во војна веќе 3 години. Да. Еве ака, на 1000 километри од Да, нас. да. Не е тоа некаде далеко. Така што се обидувам тој момент да ми го пренесам дека Треба животот се не е подготвени, толку комфорен и дека носи предизвици и тешки периоди и дека треба да бидат Кој научени. знае како е добро, дали е добро да ги што вака ги оставаме у таков комфорт да живеат или што не, практично не почувствувале мака. Немаат мака, тешко се учат на дисциплина, тешко градат било какви навики, имаме проблеми со на пример градење читачки навики. Да. Се бориме секој ден, значи учење содржи короната, многу направи лошо во тој смисол, многу ги изолираше, како да кажам, цела една И изолирана така генерација. изолирани уште толку изолирани, толку, да, да. и ги баш на една родителска сега скоро кај син ми бевме разговаравме за тоа што ги прави нивната генерација да бидат
има поплаки од сите професори дека едноставно не комуницираат меѓу себе, се незаинтересирани, мрзливи. Да. И едноставно едно од печатоците дека во короната нивна онлайн комуникација донела до многу булинг и многу навредувачки содржини меѓу нив, знаеш, и не само во короната. И дека тоа некако ги одбило од комуникација помеѓу нив и дека тоа влие на целата таа генерација и затоа ден денеска се некако на дистанца. Секој за себе. Ти памтиш булинг во твое време има? Како не Дали Ти во излажам ова- ако речам дека не сум бил и ја насилен, некогаш. Аха. Зашто се Да. кавам многу меѓутоа како дете Да. што сум знаел. Меѓутоа сме добивале казни. Укори, прекори, шамари Да. и така натаму и потоа не се случувало повторно. Да. Денеска се живее еден друг момент. Булингот е денеска она што ние сме го правиле, ни го правеле. Во тоа време можеби не се третирало како булинг или врсничко насилство во тоа време, било најнормална појава. Некој ти удрил шамар, врате му или ти Да, собери да. 5 души па истепај го или ти си истепал. Некој па нека ти врати или нека те каже на наставник па ќе го кркаш после. Меѓутоа денеска булингот е една и во мојот подкаст често разговараме за ова, значи булингот е една широка лепеза на аспекти. Имаш ти онлайн булинг, имаш на социјални мрежи, имаш физички, имаш психички, имаш вербален, имаш ваков, имаш таков, имаш сексуален, имаш Да. не знам, разни аспекти и тоа е толку веќе отидено далеку што навистина е голем тим на психолози и на педагози ни треба за да се занимава За со се ова. реши, да. Многу Прво од веќе самите училишта треба да тргне. Знаеш, ја мислам дека едно време имаш училиште кај што немаше психолозија, тоа не можам да го разберам, знаеш. Има проблем, се случуваат некакви трагични ситуации, тоа се случи кај син ми во класот. Немаш психолог во училиштето да разговара, знаеш. да. Ево и ова што се случи во Кочани сега. Луѓето излегоа и рекоа дајте ни бе луѓе, ни требаат психолози, психијатри. Ама Не за- знаеме што за да правиме. една таква ситуација апсолутно треба Да, и мислам дека тој сегмент е малку занемарен. А живееме во многу опасен момент, знаеш, и во однос на булингот. Па не се однесува тоа само на младите генерации, тоа се однесува и на постарите. И меѓу постарите се случува тоа. се случува и Се и се што, комуникации и на работни на- места, да, и мобинг и И се. мобинги преку социјални мрежи, напади, чуда, лажни вести, знаеш го дискутиравме ова. Живееме во едно многу опасно и многу лизгаво време кое што носи такви предизвици и е многу тешко да се докаже денеска што е вистина, што не е вистина и што е правилен начин на разговор, комуникација, што не е. Да, нема репер, нема рамки, ова е добро, ова не, веќе никој, ја не знам веќе кој одлучува што е добро, што е не, што не е. Па најчесто ако тргнеме до развојот на она инфлуенсерство кој што сега мислам дека дури е во пат некаков. Па да. Меѓутоа ти имаш нови TikTok и Instagram, ајде нови инфлуенсери или звезди како да ги наречеме, кои што креираат јавни мислења, а добар дел од нив се некомпетентни за многу Па тоа категории. викам, И сега, немаме- на пример, во услови на корона ти имаш луѓе кои што ти креираат јавно мислење, немаат допирна точка со медицина. Тоа викам нема И те убедува веќе- теоретичари да. на заговори, и без разлика дали е нешто тоа вистина или не. Ало, друже, не си компетентен да разговараш. Не може песе да разговара за кардиологија и да соли памет. Не стентот сега, вамо ги оставите. Абе, јас знам да смирам жици, да свирам свирка и да или концерти и да се наместам беклайн. Знам што е stage schedule, знам што е rider list. Не знам што е кардиологија. Така. И сега имаш ти луѓе кои што буквално и околу нив се собира маса на идиокраси во филмот, која што е исто некомпетентна и лековерна и паѓа, веројатно тука необразованието и неписменоста си го прават своето. И сега се собира таа маса околу нив и тие слепо им веруваат на тие кои што немаат никакви знања од ниједна област. Да. Не може секој да пишува за се. Во однос на тоа, јас сум го повторил овој став неколку пати, тоа е мој, тоа Дани го рече моја колешка, ја малку северно-корејски пристап имам. Може некако вие мрежите во Русија или не знам во Кина, Кина мислам дека има своја мрежа така социјална и преку нив се контролира се. Да. Меѓутоа не може бе секој да напише се и да коментира се Не би требало. и да гради да креира јавно мислење или дезинформира Да. една огромна група на луѓе на кои што после истото ќе им наштети во животот. Па бевме сведоци на тоа. Да. Многу апсолутно, пати. Апсолутно. И на лажни вести, и на дезинформации. И се уште Мене ме постои- умре еднаш, не знам дали знаеш, јас си правам парасто секоја година. Што Си збориш? пишувам Бог да ме прости, да. Не. Па ставија моја
моја слика на информација. Имав еден познат мој пријател кој што почина Филип Матески. Меѓутоа, знаеш како кликбейтот за да се задоволи, ставиле моја слика и Бог да го прости, тажен ден за Македонија, прекрасен човек беше. И сега доле јас си напишав Бог. Бог да ме прости, ама јас се смеам, не ме погодува тај искрено. И сега година си правам парастос. Една година како ме нема. Или 2 години и така натаму. И тоа е. Да. И сега едноставно, знаеш, и тоа не се контролира, не се санкционира, не се казнува, не знам тоа електронски криминал колку се следи, колку не се следи. Се донесува некои закони, колку се практикуваат кај нас како држава, тоа не знам. Тешко. Така да останува Falling Down филмот со Майкл Даглас. Останува, знаеш, онака, кога нема решение, се каже, Господ нека ќе начува. И слушај, најлошото е што на крај дојдеш до ситуација да се речеш сам ќе мора да се чува. Да. А тука државата веќе, знаеш, ги губи конците од контрола и работите од контрола и се оди во погрешна насока. Па потоа се случуваат мексикански картели кои што се бранат од овие други. Да. И тоа е многу лошо. Затоа треба државата се врати на колосек час поскоро. И едно од последните аларми ни ова што се случи во Кочани, кој што има. Мислиш дека ќе смени тоа? Не знам кој беше некој гостин ми рече дека верува дека ќе се сменат многу работи после Кочани. Во однос на нашето општество и систем ја не сум оптимист. Тоа го кажав уште вториот ден на гостување во Телма телевизија бев и го кажав дека како и се друго по мое некои убедување тоа ќе трае неколку месеци, ќе се притворат пар луѓе, ќе се осудат 2-3, некој тотално неважен во случајов може да добие најголемата казна, додека тие коруптивни дејанија и актери во таа цела игра кои што се сериозно виновни за целата таа ситуација, мислам дека ќе се провлечат. Да. И тоа ќе се заборави, за жал. Да. За жал македонската јавност е јавност која бргу заборава. Многу бргу. Што и да се случи овде бргу се заборава, што не е случај во некои соседни земји, грците ги гледаме, се уште се поиди заеди на протести за онаа несреќа железничка што им се случи, гледаме во Србија што се случува. Да. Не река сме далеку по менталитетот, меѓутоа знаеш има едно ниво од кое што понатаму веќе треба да се реагира. Во случајов не знам што ќе се случува, меѓутоа не сум некој оптимист. И луѓето се некако апатични, доста изневерени, изиграни во минатото. Да. Така што дали ќе го поставиме ова конечно општество на здраве? Барем како превентива за понатаму. Барем да еве во иднина функционира. Тама тоа не е нешто ново. Јас држав клуб, ја тоа јавно го напишав. Значи ние кога држаме клубот Кастро, ние имавме инспекции контроли секој месец. Тоа биле затворени по 30 дена, парични казни по 5000 евра. Не бил напишан ценовникот по одреден формат 3000 евра казна. ПП апаратите мора да се на готов, задниот излез мора да е проводен. Така. Не се тоа некои нови работи, меѓутоа низ времето како поминува се заташкуваат, корупцијата си го прави своето, контролите ги нема, секој е потплатен за нешто, оставете го човекот да работи, едно место има секој помал град има по едно, порано беа по 2, сега вообичаено по едно место има како диско или како ноќен клуб кој што работи, и сега ајде кај ќе излегуваат младиве. А не внимавајќи на пропустите кои што се случуваат внатре. Ние во тој клуб имаме свирано 3 пати, тоа го кажав неколку пати. И не можеш ни да приметиш, знаеш, на прва да забележиш нешто дека не е во ред таму. Таму е се окей, имаш бекстејдж простор, имаш бини, имаш се. Не можам да кажам што еве вака од оваа дистанца ние не сме биле 7-8 години таму, меѓутоа не можам да кажам што не било во ред таму. Меѓутоа еве. Имало многу работи. И тоа мислам дека се случуваше секаде. Сега се случуваат оние контроли затворања веќе се случуваат. Скопје мислам дека во моментов нема ноќен клуб кој што работи. Дури тие кои што работеа по сите прописи се затворени со некакви забелешки да отстранат некакви недостатоци. И така, тргнавме од права од Борис Кидрич, завршивме кај државни системски аномалии. Да, ај малку да се вратиме на твојот личен. Ама ние држиме правници и ова, видиш нешто имало зашто. Слушај, ја паметам доста работи од тоа, ако не бев некој сејан ученик. Да. За моите права, иако нас не притворија 94-та со борчи со 95-та, во трета средно, не притворија не однесо во полициската во Карпуш, дека појачалата не биле наши. Не сме можеле да докажеме. Како бе така? И не држаа на информативен разговор и не пуштеа. Како дојде до тоа? Улета на проба? Не, одевме по улица на проба. Со појачала во раце. Имаше еден полицаец во тоа време, веројатно некој чатал пред една. Имаше една цекјара таму на Млечени, беше да, скроз. Умарица не стаја и така си се воземе со велодрома. Дечки како што правиме ние? Зашто сме умарица? Скроз е филмска сцена. Да, не однесува во полициска станица, таму не задржа, не
еден по еден влегуваме на разговор. А оваа дистанција е многу смешна, ама во однос на кршење на човекови права звучи од овој аспект, знаеш. Да. Малку така симптоматично и влегувам и добро, и тој имаше еден командир од тоа време запишуваше, добро, а кај ти почел тој викам, татко ми го купи. Да. А фактура имате ли за него? Немаме. А добро, ајде да ви веруваме, слободни сте. И толку. Ми толку беше. И чуму Моје не знаеа, пошто мислам дека немаше да ми веруваат, дека сум приведен приведен, така си нели, да, приведени бевме. Во тоа време клинци. Зошто И тоа викам, не ми се верува, викам, зашто не приведо? Да, имам ми таква ситуација. И тоа беше на самите почетоци, така што и после тоа имав Благојче се викаше професорот по судски постапки, баш ми даде неколку совети. Следен пат, побаремо бе капата дека им дали има фактура за неа. Ама тоа не беше баш така во пракса. Да. Човек што е добро подкован и постар може така да реагира, меѓутоа во тоа време полицијата беше бог и батина, што се вика, не. Да, ти си бил дете, така. Денеска и тоа било и добро до негде, знаеш, Да. сепак има авторитет и мова. Мислам дека денеска било која казнена инстанца и институција и полиција и сето останато не делува воспитно на тој начин, на така застрашувачки како што делувала. Знаеш, она у кафичти влегува полицаец, сега легитимира лични карти, ти се тресеш, леле. Тоа мислам дека го нема денеска. Го нема. Се е помлако денеска. Дали мислиш дека ја спомна војската. Дали мислиш дека младиве луѓе сега се по не сакам да ги навредам, не сакам да ме сватат погрешно. Имаме фантастични млади луѓе кои што се супер талентирани, кои што сакаат да ствараат, да прават нешто. Ама дали мислиш дека некако се млаки, некако го немаат тој жар кој што ете тие такви работи, такви искуства? Па го кажавме тоа, затоа што живеат во комфортна зона. Да, живеат крајно комфортен живот во кој што мама и тато се им обезбедили или неважно. Едночлено, самохрани мајки, татковци, меѓутоа и во такви случаи имаат се. Да. Одат на летување, сега имаме и социјални семејства, да не се лажеме, имаме еден куп сиромаштини из Македонија, меѓутоа генерално овие нашиве градски семејства и фамилии и децата кои што живеат во истите се комфортни. Да. И ќе можат ли тие не можам да му објаснам на син ми кој што има 3 синтесајзера дома дека мојот прв бас јас сум го купил благодарение на тоа што сум штедел 2 години и мојот прв бас беше една тенекија, луѓе како да ви објаснам. Значи оваа масава подобро изгледа од тоа. Вака изгорен беше басот, лакиран, фретлес, без прагови, ти замисли човек што почна да учи без прагови да учи. Ја Бодан Арсовски во тоа време. 7-8 деление. И беше еден изгорен бас кој што ја го лакирав со аутолак за да личи на нешто и некаков тон вадеше и имав појачало засилувач ми беше еден стар грамофон со онакви 2 звучки, знаеш што се става како куфер. Да. Во него имав онаа 5 кабел од една страна, спојуван со жици, татко ми помогна, од друга страна беше пинот директно вакво. И ги пуштав ска плочите во тоа време, ска Crazy Madness Specials и така натаму. Опа, готово, дојде крајот на подкастот. И едноставно на тоа свирев и така се учев да свирам. Како да му објаснам на мојот син кој што сега добива и самите сме виновни за тоа. Значи, сакам ваков синтесајзер, миди, тој свири клавир или електрична гитара, за нова година добива електрична гитара со мало појачало, бидејќи е страшно достапно и ефтино во моментов. Знаеш, а во наше време не беше така. Па мојот втор бас Кремона, кој што го купив од покоен Сокол, од Карамела групата, во тоа време 300 марки, тоа беше цело богатство. Кремона, бугарски бас. Па потоа дојде Ямаха, која беше веќе научна фантастика. И на крај до мојот Фендер стигнав дури после мојот прв албум, 2001 година. Така што тежок е патот да доеш до инструменти, да вежбаш и предизвик е, знаеш. Денеска не знам колкав е нивниот предизвик. Бидејќи имаат се е поевтино, се е подостапно, секој има своје домашно студио, хиперпродукција се случува. Имаме сцена млада која што добро работи, меѓутоа секој може лесно да си дозволи албум. Ние албум не можеме да се дозволиме првите 7 години. Да. Мене го ми кажеше некој 98, ајде бе албум кога? Како бе да снимеме албум? Со што? Да. Чинеше 2 студија, 3 имаше, знаеш, многу пари и така натаму. Така што мислам дека денешните генерации се комфортни и живеат во еден својвиден луксус и затоа знаеш помал предизвик имели воопшто немаат за одредени работи. Да. Добро, ајде, можеби јас сум секојаш оптимист. Можеби ете тоа што имаат па такви можности може ќе ги направи малку покреативни, па повеќе ќе истражуваат. Или ќе ги направи покреативни. Не е мој сега. Проба. Па позитивно. Натаму не знам на кај ќе се развива тоа, меѓутоа
Меѓутоа мора да се најде модул да се користи тоа некако, а во исто време да не се изгуби креативност. Затоа што тоа е опасна една зона во која што мислам некако турне човечката креативност во бунар и не знам, тој филм го споменав Медиокраси, натаму се движиме со брзина на светлост. Да, ама ајде, сепак ќе бидеме оптимисти, ќе веруваме дека ете луѓето ќе мора да бидат тие што ќе го стиснат копчето. Така што Пеце, ти вака делуваш за една супер позитивна, харизматична личност, ама тоа не значи дека во животот не си имал тешки моменти. Имаш ли нешто кое што онака ти била, го спомна твојот брат Димитар, кој што е... Па да, тоа е најтешкиот момент со кој сум се соочил, меѓутоа сум имал многу тешки ситуации во животот. Ај тоа е љубовни разочарувања и да не збориме, ама Си емотивец? Сум. Сум. И знаеш, во принцип сум и не знам сега веќе со години веројатно тоа малку трпнува, ама доста и романтичен бев така, знаеш, сакам да чујам добра љубовна песна што како ти ја бев панкер, слушав панк рок. Ама сакам да чујам, не знам, Ник Кейв. Не знам, или така во тој тип нешто во таа насока и знае да ме погоди и таков момент. И мислам дека сум емотивен, иако тоа не го покажувам. Знам да бидам цврст во многу важни моменти, так барем мислам дека сум. Меѓутоа, најтешкиот момент дефинитивно ми е кога го загуби брат ми, не можев да се помирам со тоа. Прво не можев да, знаеш како се почнеш да се лажеш дека не се случило. Едноставно живееш во еден таков вакуум. Мене години ми треба да почнам да зборам за тоа. Многу луѓе не знаат дека почина брат ми. Сме имале тешки моменти дома, моменти на падови, финансиски на успони, финансиски на падови, многу турбулентни времења. Мајка ми работеше во 14 октобар, во 99 година се случи бомбардирањето на Србија, во кое што ние директно на телевизија го гледавме бомбардирањето и на фабриката. Нели од друга страна се случуваше Косово, такви турбулентни времења, па мајка ми малте не остана без без ангажман. Исто сме лутале, сме имале трафика наша приватна, сме продавале се и се што и така животот. Затоа се обидувам на младиве да им кажам, имав еден непријатен момент, имавме домашен непријатен момент, син ми кога беше нападнат пред години и половина, две на улица од неколку деца. Мрежи, И тука мало разочарување, малку поголемо од тоа како функционираат работите, знаеш, очекував некаква побрза реакција, некакво Како заврши на крај? На суд никако не зема изјави. Дојда некакви инспектори или инспекторки, не зема изјави, чекавме некакво процесирање на тоа дело до, мислам дека деца ги сместија по разни домови или што и да се случи. Тоа беше еден лош модел кој што дури самите деца не беа виновни за она што им се случува. Иако го нападнаа, не можам директно нив да ги обвинам, бидејќи тој системско нерешение кој што е донесено да тие живеат во некаква куќа без контрола и пуштени на улица, се знае дека се деца со девијантно однесување, направи да биде уште полошо, знаеш. И тоа беше еден тежок момент кој што некако го препливавме. И тоа е, животот носи затоа се обидам на децата да му објаснам дека не е ништо вечно и сјајно и така убаво. Кога се обидуваш да им пренесеш некои работи, чувствуваш дека успеваш да ги насочиш, онака се чувствуваш како, не знам, еве, општо, и како татко реализиран, и како, не знам, еве, јас имам зад себе ова и ова и ова, и затоа мислам дека сум успешна. Ти како мајка мислиш дека си реализирана добре? Апсолутно. Апсолутно, реализирана. Не, види се, реализирана да викаме комисија да процени. Не, со самото тоа што сум мајка, сум се реализирала во таа улога. Реализација е долг процес и многу елементи има. Ке се трае. Меѓутоа, не се чувствувам како фейлер, како се вика на македонски, како да сум ја изгубила битката или него напротив, мислам дека добро си ја работам работата и дека јас не можам да кажам дека сум идеален. Сите предизвици, нека никој не е идеален, меѓутоа предизвиците кои што до сега сум ги имала, сум ги надминала успешно. Како ќе биде понатаму тоа никој не знае. Имаме уште, така е. За некои работи сум влијал, сум учествувал и сум успел. Например, во музичкото образование на моите деца, мислам дека ја и супругата сме влијале многу и мислам дека се на вистински пат. И се надам дека нема да скршнат. Зашто ако скршнат,
ќе се јаде ќотек. Не, има од мали ги учев, знаеш, имавме една терминологија дома кој ќе чуеме некој шабански турбофолк, бљак музика. Да. И од мали би кажа бљак музика, знаеш, и така ги учев. Кога секој би влијал на тој начин вака директно или индиректно малку на тоа образование, бидејќи тоа сме го зборувале милион пати, турбофолкот стана начин лајфстайл, стана начин на живот. Да. Она што ни се случува на улици, газење на девојки, жртви, претепување на луѓе пред клубови, се пожарите, се е тоа турбофолкот како лајфстайл, тоа го донесе. Нерека не се случувало порано, меѓутоа ова е многу често сега и е директно поврзано со тој начин, видете ги текстовите, видете ги промовирање на одредени типови на дроги преку песните, тоа е промоција сето. Да. Лесен морал или неморал и така натаму, сето тоа не донесе промоција на насилство, оружје и така натаму. И сето тоа влијае негативно на цели генерации. Меѓутоа, тоа не се свати сериозно ниту во образованието, ниту во системот, ниту кај најважните во овие структури. Тоа се луѓето кои што директно влијаат на контрола и на градење на тие политики. А ти успеа да ги изолираш децата од тоа? До сега мислам дека успеав. Тоа е супер. Затоа што бе поголеме слушање некој джез и некои инструментални музики. Како е околу него, не знам со тоа друштво, и кај ќерка ми исто мислам дека таа е повеќе на некој поп. Добра. Те ми еве сега треба да име на концерт една грчка пејачка, баш испитував, викам чекај малку. Да видиш што е, има една-две песни сомнителни, ова брише ги од репертоар. Ова друго не, бидејќи промовира ова или она, тоа ако има квалитетна порака, подобра музика и така натаму, секако може да се слуша и за сега мислам дека сме на добар пат. Во однос на другите родителски моменти не можам да кажам. Да. Сигурно сум потврдил за некои работи. Сигурно сите. Сигурно сум потврдил, сум го кажал тој во некои јавни мои излагања, не се сметам за идеален татко, мислам дека сум сгрешил многу пати, се обидам да ги поправам грешките, начинот на комуникација и не знам ќе видиме понатаму како ќе биде. Инстинктивно ти е родителството или си сакал некојаш да, не знам, има луѓе до ден денеска современите родители, они сакаат да читаат литература, па сакаат да веруваат дека треба да се вака и вака да се постапи со детето, па се А што е родителството? Квантна физика? Па немаш ти тога правило, тебе детето ти се менува од година во година. Так. Моите деца поминале разни фази. Секакви, во секој на секој можен начин. Што се ние ќе читаме во книга, детето ако ми е сомнително или се заљубило, како да се влюбило, како да направам сега, ја ќе реагирам како родител. Да, современото родителство е такво, се подпираат на книги, на психологија, на уверувања, на кои психологија, психологот треба да заврши таа работа, не родителот. Да. Не родителот. Не, ја не сум психолог. Ја можам да разговарам него, меѓутоа на моето дете може да е многу подобро на психолог како го однесам. Бидејќи знам дека може да биде поотворено. Конкретно во мојот случај како татко. Не се отворени за сите теми со мене. Не знам како ме доживуваат. Ја татко ми го доживува многу строго. Јас со татко ми да правам моја беседа за женска или за нешто, само со мајка ми. Со тие работи. Така што мислам дека постои таа една релација и ја не сум тој кој што треба за секоја тема да зборува секогаш со моите деца. Има луѓе кои што се знаат таа работа, се професионалци во таа струка и треба педагози, психолози и тие треба да се вклучат во овој процес и да помогнат. Понатаму што ќе биде, ќе видиме, меѓутоа и самото дете се менува од година во година. Не може да знаеш литература сега од денес зутре се менува. Ти ќе прочиташ сега вака ќе разговарам јас со него. И ќе те гледа вака ќе рече добро, ај се те молам. Да, и се никако да нема повишување на тон, нема карање, Ја тука сум потврдил многу пати, морам да признам дека ме слушале до 7 спрат доле. Исто и мене. И сега, знаеш, некој ќе каже, ама не смееш така, бе. Не смеам, јас сум жив човек, бе, луѓе. Не сум на седативи, I wanna be sedated, Рамонс, 247. Така што има ситуации во кои што децата претеруваат, сега да не ги браниме. Самите сме виновни за некои ситуации, меѓутоа мора да се стави граница и некој што е поостро треба да биде и Ма децата знаеш како и они сами знаат до кај можат да користат децата. Децата се страшно паметни. Ја користат секоја ситуација, манипулираат. Скроз. Знаат да те свртат 360 степени, ти да испаднеш будала во моментот. Тоа да не се лажеме. Така што колку и да делуваат мали вака неискусни и слично, си имаат свој одбранен механизам, па и меѓу себе се консултираат. Да. Ја еднаш плеснав ќерка ми, мика, ова е семено насилство. Викам готово. Чекај идем на викендица 7 дена да се приберам, да не ми се случи апсење од дома од страна на ќерка ми
надлежни органи. А добро, и поделани сте со Ели лош, добар, Па јас сум сигурно лошиот. Така, мислам дека сум тој. он им попушта? Биди, кога сакаат нешто од мене, тоа сум добар ден, вама, кога нема да им требам, тоаш сум лошиот, така што... Што да кажам, знаеш, па и таа релација, керка, син, татко, секоја е различна. Ама едниот мора да има баланс, мора да едниот да е малку. Види, специфични се тие релации, знаеш. Син, татко е една релација, дефинитивно. Има луѓе кои што викаат, не, со син ми сум као... Има друг вика, леле, керка си е, керка со таткото е ова. И во мојот случај, мислам дека со двајцата сум на едно ниво. Знаеш, и кога треба сум строг, кога не треба сум ова, мислам дека двајцата не се нешто кон мене... Не си им омилен. Не сум ми претерано умилен. Па да, за некои ситуации, повеќе со мајката тоа го решаваат, меѓутоа, па може и така треба да биде, да ти кажам. Знаеш, малку и поостра нота да има, за да... Да, треба. Не им се дозволи, бидејќи знаеш како се бориме, не знаеме ја и ти на што сме на кај ќе се развиваме како родители, како фамилија, како деца и кај ќе ги развиваме како деца, меѓутоа гледав и многу ситуации, бев сведок на многу ситуации каде што во крајно авторитативни семејства каде што таткото било, па децата се лизнале на крај, знаеш, и отишли или во погрешна насока или ми се случиле други непријатни работи, потоа тешко враќање од таму. Значи никој нема апсолутна контрола на децата, ниту знае дека 100% правилно ги воспитува. Тоа не постои, кој што сака нека зборува. Нема правило, генерално правило не постои. Они се сите луѓе од рок н рол, коф или од знаеш од квалитетни уметнички индустрии кои што излегле, а децата им се навлекле на турбо фолк. И не знаат што да направат, знаеш, во небрано се. Па се обидуваат тоа, знаеш. Па некој ги ти каже, па нема врска, нека слуша, не е баш така, знаеш, не е сеедно. Микроуниверзум е тоа, секоја една информација, секој едно искуство некако го оформува. Ние сме само една алка, 100 пати го кажам, од тој цел круг на воспитување, едуцирање, образување, градење на нивните профили како личности. Меѓутоа сами не можеме. Не можеме јас сега да разговарам 24/7 со деца, да отидат на екскурзија 300 деца и сите да пеат Јелена Карлевич. А пеат. Тоа ќе рече, знаеш, во многу случаи тоа сум го чула, знаеш, сите одат на тоа и ја. Значи веќе работите се издезени од контрола и она зашто предупредов медиумите кога пишува во еден весник наш, да не го именувам, неделник се појави Цеца во рубриката Култура. Со рецензија за концертот. Но тука веќе натаму не може ништо да биде правилно. Многу погрешни работи се случија и тешко враќање назад сега. Добро, како го решивте проблемот со славење полуматура? Синот веќе славел полуматура, така? Да. Какво беше искуството, отиде да слави? Си замена по час и половина. Затоа што и јас памтам. Ти кажувам најискрено, значи имаше некоја музика сомнителна. Јас дури поминав. Така шпионски знам, имам излети, меѓутоа поминав во близина на каде што беше полуматурата, чув што се случа, му реков Никола, ако не сакаш да останеш, врати си се. Си побара да се врати и се врати по час и половина дома. Да. Добро, тоа е веќе... Меѓутоа тоа е едно од... Секоја чест имаме прекрасни професори во основното училиште, имаме прекрасен кадар. Меѓутоа не е ни до нив само, знаеш, тоа се гради со години. Турбо фолк стана мејнстрим за овие нови генерации. Не знам дали си забележала, не знам твоите деца како комуницираат, меѓутоа ти имаат една терминологија за музиката во моментот. Имаат странско, имаат српско. Српско, така е. Знаеш ли што спаѓа под српско? Што е најшокантно? Во српско, кај нив нема поделба на квалитетна музика, рок, поп и слично. Тоа е плейлиста една на која што се наоѓаат Аца Лукас, Теата Ирович, Екаве, Ван Гог, Јелена Карлевуша, не знам, Диџеј Крмак и така натаму, и Прљаво казалиште. Нив е тоа српско. И тие играат на тоа на ист начин, го восприемаат на ист начин, го консумираат на ист начин. Не постои никаде во светот такво нешто освен на Балканиве. И во Македонија посебен случај. Српско, посебна класификација, на еден спектар на музика кој што нема врска едно со друго, меѓутоа за нив е тоа српско. И е нормално. После ЕКВ круг да оди, да речеме, лична карта од Аца Лукас. Неверојатно, мене ми е несватливо, ама... Ѓорđe Балашевич имаше една анекдота, не знам дали ја паметиш, пред да почне, Бог да го прости, еден од најзначајните поети на Балканиве. Вика му дошла, дури во песна го имаше оставено тоа. Доаѓа му рекла, фан му рекол, слушај, јас сум ти голем фан, да слушам тебе Јелена Карлевуша, па чекај мала, не може тоа тако сад.
Мене ме ставиш у кош со, да разбереш. Да. Така што денес се случува тој феномен. Страшно, недозволиво, ама дојавме до тоа. Ама тоа е све и во недостаток на едукација. Види, тука колку е образовниот систем да не знам, подклекнал под не знам, системот кој што им го налагаат, нели? Они одат под некои програми. Сепак мислам дека е тоа од дома. Значи, основната едукација, основната базата со која што децава ќе растат, основата, музиката која што ќе слушаат, не можеш да очекуваш у школа да ја научат. Во моите подкасти секогаш доаѓаме до тоа на крајот. На разни теми доаѓаме до тоа дека родителите се база на се. На се. Меѓутоа, пак ќе кажам, многу малку се разговара дома за многу теми, за многу теми. А посебно музиката, мислам дека и она културна едукација на последно место некако, не знам, гледаме по училиштови дел од родителите реагираат на одредени работи, на одредени уметности, као што е тоа важно сега да е. Небитно е, да. Небитно е. Значи не сваќаат колку тоа е важно и за нивните деца во правилна изградба и насочување и така натаму, бидејќи да не била литературата, филмовите од 80-тите кај нас, ние каква генерација ќе беме? Ние израснавме во рок-н-рол генерација или поп генерација. Во Борис колку луѓе слушаа бе народно? Тие беа одбележани, 10% од класот и тие беа таму, така? Да. Затоа што неприфатливо беше урбана средина ти да слушаш така наречена чобанска, шабанска музика. Така беше во наше време. Меѓутоа, покрај родителите, пак ќе кажам, цел еден ланец на медиуми, школство, едукација, пред се она што ни се сервира секој ден, кај нас политичарите се број еден тема секојаш, тие се главните звезди. Не може човек што напишал 10 книги да биде помалат звезда од некој министер таму за земјоделие. Тоа го нема нигде во нормална развиена земја. Во Шведска одат министрите, во Германија со велосипеди на работа, нема, како рекол тој се од кој беше од Данска или од негде, ви имате лични шофери и лимузини. Ви живеете. Да. Пази, човекот едно од најразвиените системи, најбогати. Ти вика, значи ние дозволивме, ние како народ потврдивме, ја им се извини, сега имавме една панел дискусија пред некој време на кој што една ученичка од 2 или 3 година окара рече, дај помогнете ни, не можеме више да растеме во ваква средина. Не можеме, во несреќи, во траор, во вечна транзиција, ја им се извинив лично и од моje име и од името на моите генерации, затоа што се чувствував поразен по тоа што го чув. Затоа што самиот секој од нас има одговорност, а негде сме потврлиле. Колку и да сме се бореле, негде сме потврлиле. Сме премолчеле, сме, знаеш, за многу работи. И така што одговорноста е колективна. Јас сум давал лично примери и начини и механизми како да се избегнат одредени ситуации, како културата се врати на местото каде што припаѓа и развојот, правилниот развој и кај деца, и кај студенти, и кај ученици и така натаму. Меѓутоа добар дел и преку мои јавни настапи, бидејќи ја не сум директно вклучен во школството или во тие некои проекти, меѓутоа ништо од тоа не било послушано. Но пет се поединеци. Разбираш. Види, да, меѓутоа поединците кои што се некакви јавни личности на запад креираат јавни ставови и мислења, свегаш и предлози. Да. Ние сме многу далеко од тоа, а не знам зошто би биле. Зошто? Затоа што живееме во Македонија. Јас дадов конкретен предлог уште пред многу години. Сите странски артисти, посебно од регионот, посебно од одредена држава или две, да бидат одначувани малку појако од ова што е сега, бидејќи страшен одлив на средства се случи во еден период. Хонорари по 50, 60, 100.000, 200.000 евра имаше случај во Скопје, знаеш. Додека домашните артисти и целата сцена свири по, како беше тоа еднаш кога ми се јави еден организатор, може ли по македонски услови? Што е тоа по македонски? Па ако може нешто да биде кикирики. Знам. Познато ти е, да. Многу ми е познато и многу ми е... Колку време имаме за подкастот? Малце забегав, изгледа, претеравме, добро. Да завршуваме. Интересно не е, веројатно. Си тргна муабетот. Да, тоа се некои теми кои што читаш Слободен печат? Не, па гледам тоа што го зборуваме, значи читам, меѓутоа би сакал еднаш да видам партија, премиер, културата е негде доле. Ама сепак ја има. Сепак има на насловно, ова е дури за пофалба. Те молам. Браво, меѓутоа што и да отвориш, каде и да отвориш централните теми или вести, зашто веднаш нема, не знам што се случи периодов, да речеме, спортски нечив успех или културен. Ама на насловно да го видам. На нас има и на насловно. Осен Ханиленд,
Да, не беше знам бум кога се случи, тогаш, ама да. не зборам конкретно за вашиот медиум, зборам за повеќето, мислам. Да, не се лажам. прво веќе и немаме насловни страни затоа што и немаме многу печатени медиуми. Ние Па сме добро, вие сте едни од колку останавте? 1, 2, 3 печатени медиума? мислам дека се, така да со оглед на тоа дека се уште се бориме да обстанеме како печатен медиум. Знам, лани за јубилеот, јас ви пофалив. Да, не испофали, да. Тоа е, само што потребни сте не повеќе вакви. Да. Знам и слободен печат, колку се труди, културен печат е веројатно единствениот медиум од таков тип и карактер во земјава. Ја не знам дали постои повеќе културна редакција, рубрика или било каде. Кај нас Не знам, не знам, и во националните сервиси. Уредници, има. Слободен печат музика, еве, твориме, правиме, дали ја да. пушта, дали не ја пушта некој. Не ја слушам многу македонската музика. Да. Знаеш, тоа се работи кои што го споменавме, тоа треба да не изградат во подобро општество, а не се случуваат. Не знам дали си оптимист генерално или песимист, ама јас сакам секогаш оптимистички да завршиме, па да некако се надеваме дека ќе биде подобро барем за децата. Види, ние имаме направено најоптимистичната песна на сите времења и по мене и според она што го доживам на концертите ова е најголемата химна од таков карактер, а тоа е Оптимист, како е што вели, еј, погледни животот пред тебе. Луѓе лудуваат, убави нешта се случуваат. Не се случуваат многу убави нешта годиниве. Да. Меѓутоа секојаш таа девиза Да. треба ти даден поттик и знам дека на многу луѓе им помогнала и ги турнала напред во животот, во подобри денови. Да. Пице, фала ти многу што одвои време. Ништо и пак да ме викнеш за година дена. Ќе чекам точно година и пак ќе да видам. Тоа вајде ќе имаме поубави работи, поубави теми да кажеме. Имаме и убави теми, не начнавме ништо од тоа. Се случуваат интересни работи. Да, ајде. Со Супер Хикс треба да ни дојде винилот, еве на кратко само за сила и нервоза треба да имаме промоција и во меѓувреме треба да имаме со мојот сајт проект или друг бенд, втор бенд Педро Хоризонте, ќе имаме промоција на деби албумот насловен како Паранормални мега хитови. Тоа ќе се случи за некоја недела од сега. И нема премногу, за жал сме во една ситуација во Македонија која што нема премногу понуди за настапи од X причини, знаеме, познати ни се. Некако се е подстегнато периодов. Се надеваме дека ќе имаме можеби малку побогато лето, но за сега би требало, ако е се во ред после се што се случи, можеби да им дадеме малку попозитивен дух на тие луѓе во тој регион, во Виница, да настапиме на 31 мај и одиме на еден голем фестивал со Супер Хикс во Бугарија, Hills of Rock, ќе свириме со Сепултура, Smashing Pumpkins, Skunk Anansi, Wolf Mother, кој беа Megadeth. Аман, кога тоа? Тоа е 25, 26 и 27 јули. Преубаво. Ние сме на строежа стејџот заедно со H-Blocks, ти текнува на H-Blocks. Rising High. Како не ми текна? И Култур Шок и еден куп други бендови, Леле, еден браво. прекрасен фестивал. Браво. За среќа добивме покана од таму, па ќе отсвириме еден голем настан Одлично. во текот на летото, а понатаму ќе видиме. Понатаму ќе видиме, ова за почеток е супер. Многу здравје прво. Исто и на тебе. Дома сите и убави работи. Ај нека. Дома имате доволно тоалетна хартија? Да. Носам доволно, еве за цела редакција ако сакате. Дојдов со тон тоалетна дојде. хартија, па ми се чудеа луѓе, значи едноставно сакаме да почастиме, Да, почестиме. да тргне муабетот. Знаеш, имаме на секој концерт тоа редиме тоалетна хартија, знам. им не фрлат затоа што е тоа еден од најпопуларните спортови во Македонија. Ете. Со ова да завршиме. Со тоа завршуваме. Пеце, фала ти. Фала и на тебе. Вами благодарам како си кажа на вниманието. Знаете, секој петок 20 часот на YouTube каналот на Слободен Печат следите Со Ана на ти. Така ќе биде овој петок, се гледаме.